што вие како прашање го поставивте на почетокот, која е суштината на животот на луѓето во светот. Суштината на животот на луѓето, која е целта на нашето живење на земјата. Целта на нашето живење на земјата по првородниот греф на нашите родители е нашето спасение. Значи, ние тука на земјата живееме, работиме и твориме за да се спасиме. Спасението не можело да дојде поинаку, освен преку оној кој што од љубов го создал човекот, човечкиот род, и не останал делото на неговите раце да загинат, човечкиот род, туку се понижил себе си до тој степен да стане слуга, да земе човечка природа, човечко тело, да стане човек во се еднаков со нас луѓето, освен во гревот, да поживее со луѓето, да им ја открие верата во троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, да ги лекува од секакви болести, да воскреснува мртви и така натаму, и конечно да им каже на луѓето дека, како што им реку и на апостолите, дека ќе биде до крајот со нив на светот и векот. А тоа се случило кога ја востановил на Велики Четврток светата тајна Евхаристија, причесната приносот, и кога рекол, покажувајќи со раката на лебот што бил на масата, ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите. А покажувајќи пак на чашата со вино, рекол, ова е мојата крв на новиот завет, која за вас и за мнозина се пролива за прошка на гревовите. Ова правете го во мој спомен. И на тој начин Христос кажал, кој не го јаде мојот леб и не ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. И ние го имаме животот вечен, токму преку примањето на телото и крвта на Христа, нашиот Бог и Спасител. И нема друг начин за да се биде во заедница со Бога, освен преку телото и крвта, но не недостојни, неподготвени, поточно речено, туку со подготовка, ако одиме, а значи да се опростиме со сите што ни сгрешиле, да им простиме, на кои ние што ни сгрешиле, да бараме прошка и така натаму. И исто така треба да знаеме дека за да ни се простат гревовите, треба да ги исповедаме пред нашиот духовник, но и да направиме спротивни на гревовите добри дела. Ако сме лажеле, повеќе да не лажеме и да говориме само вистината. Ако сме крадели, да го вратиме украденото и така натаму. И на тој начин, како што рекол Христос, на тој начин ние и ќе бидеме жители на Царството Небесно, и само на тој начин можеме преку светата тајна Евхаристија причесната да го почувствуваме предвкусот на Царството Небесно во заедница со троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, со Мајката Божја, ангелите и со сите свети. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе и ни дарува живот вечен. Амин.